Јас моментално се наоѓам врз мојата кукичка од земја, на која што имам направено зелен покрив, затоа што јас се трудам секоја површина што ја имам да ја посадам, да не стои така гола и неупотребена, затоа што на пчелите, на бумбарите и другиот жив свет им е потребна зелена површина за да може да опрашуваат, да се размножуваат и да се хранат. Затоа што знаете дека без пчели нема живот, без бумбари нема живот. Така да јас се трудам да ја засадам секоја слободна површина, па така и овој мој кров го засадив. Сега малку ми е тешко да го одржувам зелен доколку нема дождови, затоа што немам тековна вода, треба на раци да го вадам, а имам многу работа, така да не стасувам секогаш да го навадам. Доколку нема дождови, ми е малце тешко да го одржам зелен. Само тоа е проблем, како и се во природата, ако е суша, ќе се исуши се. Така и овој мој кров, меѓутоа сега за сега добро се држи, очекувам пролетен дожд, па да се раззелени уште толку и да никнат цвеќиња. Меѓутоа, моментално се наоѓам на овој кров со друга цел, освен тоа да ви кажам, да ве запознавам со него, а тоа е да си насадам дрво на врвот на оваа моја кукичка. Мојата кукичка, што знаете, составена од две простории, од три уствари, имам една мала од таа страна, оваа голема купола и оваа малата, која што ми служи како спална, а има изразито пирамидална форма. Заради енергетски намени ми е таа направена во пирамидална форма и во неа спијам. Меѓутоа на самиот врв од неа сега ќе си садам дрво, кое што ќе го разубави овој зелен покрив, околината и секако оваа кукичка. И идејата ми е во ова шупливо дрво, кое што го најдов, високо, го припремив, да го наполнам со земја и да го насадам во него дрвото и да се грижам за него. Значи, прво што треба да направиме е да земеме земја, да го наполниме ова и да го насадиме дрвото. Па ајде, одиме да го направиме тоа. А кога сме кај копање и садење, да ви го представам производот од начинот на кој што јас садам, а тоа е садење без копање. Ако се сеќавате, во текот на есента ви снимав видео како јас ја припремам земјата за копање, а тоа е на тој начин што земјата што сакам да садам или да си правам градина, ја поклопувам со органски материјал, во овој случај слама. И после кога ќе дојде време за садење, само ја тргам сламата и си садам. Ете, ова ви е тоа. Местото кое што го поклопив со органски материјал или го малчирав, така се нарекува, и гледате дека функционира. Значи, на ова место нема ни една травка, земјата одоздоле е заштитена, само ќе ја тргнам сламата и ќе си насадам. Ќе ви снимам видео кога ќе дојде време за садење секако. Меѓутоа, еве сега додека сме кај садењето, да ви ја представам и овој дел
односно производот од тоа што го правев есента и да видите дека функционира, да се уверите со ваши очи и секако и вие да си го примените овој метод. Затоа што при овој метод не само што заштитувате земјата, не само што самите себе си се штедите со тоа што не копате, нели не оштетувате земјата, не орате, вие и произведувате нова земја, здрава, нова земја за идните генерации, затоа што кога овој слој што сме го ставиле ќе се распадне, он создава нов слој на земја. Па има ли бе луѓе нешто поубаво на овој свет од тоа да ние создадеме нов слој на земја, здрав, органски за идните генерации? Кажете ми вие мене дали има. Има ли поубаво чувство од тоа да создадете нова земја? Мислам, најголема титула што може некој да има на овој свет е создавач на нова плодна земја, која што во иднина ќе дава храна за идните генерации и живот на многу растенија, организми и така натаму. Ете, може да користи како кревет секако. Додека не се насади. Ете толку околу овој мој дел за садењето да ви го покажам, да ве уверам дека функционира, а ние се враќаме на садењето на дрвото.